Земјоделците задоволни од вчера најавената мерка за регистрација на старата земјоделска механизација. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во Кратово најави дека земјоделците ќе може да ги легализираат и регистрираат на 6 години земјоделските машини, како трактори и комбајни. Груевски оваа мерка ја најави минатата година и се должи на барањето на земјоделците. Место секоја регистрацијата да биде на секои 6 години, а нивната техничка исправност ќе се потврдува на секои 2 години. Второ, ќе овозможиме легализација на мотокултиватори, едноносни приколки и полуприколки и други мобилни машини кои им се неопходни на земјоделците за извршување на нивните секојдневни работи. Предлогот за легализација ќе може да го поднесат во рок од 1 година по донесувањето на законот со кој тоа ќе биде овозможено. Вчера председателот на ВМРО ДПМН најави дека технички преглед за трактори и комбајни ќе се врши на секои 2 години, а за мултикултиватори и приколки на секои 4 години, додека регистрацијата на земјоделската опрема и механизација ќе се врши на секои 6 години. Тој посочи дека исто така е пролонгиран за уште 1 година и рокот за легализација на земјоделската опрема и механизација. Техничките прегледи за трактори, за комбајни ќе биде на 2 години, за мотокултиватори и приколки на 4 години, додека регистрацијата, таму каде што и издатокот поголем, ќе биде на 6 години. Втора значајна работа е што, или трета, тоа што се овозможи да се продолжи рокот за легализација на земјоделската опрема и механизација за уште 1 година, така што јавно ги повикуваме сите оние кои што не стигнале во минатото да ја завршат легализацијата на трактори, на комбајни, на мотокултиватори, на приколки и слични земјоделски возила, да сега го направат тоа во ова 1 година, да не го пропуштат бидејќи е последна шанса за легализација на нивните земјоделски машини и опреми. Лидерите на земјоделските организации го поздравија остварувањето на нивните барања. Спроведувањето ствари на овој закон го побаравме на последниот состанок што го имаме со поранешниот председател на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски, и ни причинува големо задоволство и ни исполнува затоа што е донесен на наше барање. Тоа е едната работа, бидејќи навистина не сме само декларативни економско-социјални партнери во областа на земјоделството, туку голем дел од нашите барања и предлози се прифаќат и се реализираат. Бидејќи немаше соодветна документација околу потеклото на таа механизација, тие собственици на увозни трактори не можеа да извршат регистрација на возилата, на тракторите. Сега таа регистрација од ланската година веќе со посебен закон е дозволена. Реализацијата на оваа мерка е овозможена со измените на законот што минатата недела беше усвоен во Собранието.